Станува ли се појасно дека Македонија ќе извиси на европскиот пат, откако Брисел неколку пати преку своите европски представници укажа дека земјава ќе биде исклучена од пакетот со Албанија за почеток на преговори, вице-премиерот Никола Димитров соостра порака до Унијата. Македонија ги исполни сите услови и се што требаше да стори на линија на европските принципи. За него било луксус Европа се уште да ја држи Македонија на стендбај. Северна Македонија ги исполни сите услови и се што требаше да стори на линија на европските принципи. Почетокот на преговорите е апсолутно заслужена работа и поради три нешта: изгубеното време, години и генерации, очигледниот прогрес во изминатите години и покажаното лидерство во решавање на тешки прашања, мислам дека македонската приказна е тест дали на ЕУ можеме да ја веруваме во однос на целиот Балкан. Шефот на европската делегација во земјава Дејвид Гир пак резервиран. Европската комисија работела на тоа да се закаже меѓувладина конференција и со двете земји, но се уште не бил дојден тој момент. Проширувањето било процес на заслуги. Топката ја прифрли на Советот кој ја носи одлуката. Позицијата на Европската комисија во врска со ова прашање е многу јасно. Од самиот почеток Европската комисија е многу заинтересирана да види започнување, тоест одржување на меѓувладината конференција со вашата земја како и со Република Албанија, кој што всушност во практичен термин значи започнување на преговори со Северна Македонија и Албанија колку што е можно поскоро, затоа што исто така другата страна процесот на проширување е процес кој што се заснова на заслуги. За ултиматумот кој се поставува со историските прашања, Димитров на денот на Европа испрати порака дека Букарија е предизвик, но нема веќе време за чекање. А премиерот Заев пак во интервју за Катимирини вели дека и покрај позитивните извештаи од Европската комисија и покрај договорот за добрососедство со Бугарија, сепак поради ветото од Софија Македонија не ги започна преговорите со Европската унија. Во 21 век да одредуваш историјата на друга нација не е во согласност со европскиот дух, бидејќи треба заедно да градиме иднина за Македонија, за македонскиот народ, за сите граѓани на нашата земја. Било каква интервенција во македонскиот идентитет е неприфатлива. Процесот трае веќе подолго време, не сакаме да запреме и нема да запреме, но нема да ги ставиме во опасност нашето достоинство и нашиот идентитет. Верувам дека ќе најдеме заеднички решенија со Бугарија и ќе изградиме квалитетни иднина за нас и за идните генерации. Вице-премиерот Димитров утре во придружба на премиерот Заев на средба со шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во Брисел ќе се обидат да ја убедат оти Македонија заслужила да ги почне преговорите.